Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Територијата на Македонија ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза, освен во јужновардарскиот регион, каде што се предвидуваат температури од портокалова фаза. Како што соопшти Министерството за здравство согласно најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, препораките од работните обврски да бидат ослободени бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, денеска ќе важат само за јужновардарскиот регион, кој што ги опфаќа градовите Гевгелија, Струмица, Демиркапија, Штип, Радовиш и околните населени места. Само во овој регион остануваат да важат препораките за портокалова фаза, односно се препорачува на работодавачите во овој регион, доколку изведуваат работи на отворено, да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Во овој регион Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. За граѓаните од целата држава од Министерството потсетуваат дека е потребно да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и освежителни течности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Поради повисоките температури, кои се најавуваат за следните денови, се напоменува дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Се одржа првиот меѓународен фестивал на Балканот, наречен Етно Ризница на стари, скоро заборавени народни песни од нашиот североисточен регион, кој е од огромно значење со основна цел за зачувување и негување на изворната материја од регионот, песната, игрите и обичаите. Во комплексот Етно село се одржа првиот меѓународен фестивал на Балканот на старо, скоро заборавени народни песни од нашиот североисточен регион под наслов Етно Ризница. Организатор на овој фестивал е Сдруженијето од Куманово Етно Ризница. Станува збор за младо здружение кое обстојува една година и се труди со своето постоење да придонесе да се сочува старата македонска музика од нашите предци. Амбицијата на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство е да се сочува културното историско наследство од североисточниот дел на Македонија, како духовно, така и материјално. И ние овие неколку години наназад сме на терен, ги посетуваме, по старите луѓе, песнопојци, кои ги знаат песните, кои ги слушале од нивните дедовци, се пренесувале од колено на колено. И наша амбиција е тие песни, кои за жал се уште не се поставени на носач на звук, да ги пронајдеме, да ги ископаме од таму кај што ги има, за да може да ги поставиме на носач на звук со нови аранжмани. Нови аранжмани, а си останува музичката линија, си остануваат зборовите кои навистина се со убави пораки. Инаку станува збор за прв балкански етнофестивал, кој е од огромно значење за североисточниот регион, со основна цел за зачувување и негување на изворната материја од регионот, песната, игрите и обичаите. Навистина задоволство е што веќе го имаме првиот проект, значи тоа се оние 16 нови песни. Зборувам нови затоа што повеќето од нив досега воопшто не се снимени. Значи тие се нови за јавноста и вистинско задоволство е што успеавме во Сдруженијето да ги обработиме тие песни, да ги преработиме во еден понов звук, во еден помодерен звук и отпеани се од повеќе наши познати народни пејачи, што му дава една посебна димензија на овој проект. На фестивалот Етно Ризница настапија неколку наши еминентни пејачи, културно-уметнички друштва Бајрам Шабани, Српски вес, Карпош, ансамблот Македонија, во чие сценарио имаше ревија од народни носии од североисточниот регион, како и голем број на гости уметници од Србија и Бугарија. Нашите пејачи велат дека е големо задоволство тоа се биде дел од една ваква културна манифестација. Песната која што веќе
вечерова ќе ја пеам, која ќе ја слушнат нашите гледачи, публиката, насловена како Да сам слънце, значи на кривопаланечки дијалект, стара кривопаланечка песна. Иако сум професионален музичар, пејач, досега ја немам слушнато, затоа и задоволството е големо. Јас ќе имам честа да ја освежам и да ја повторно оживеам и да ја донесам на публиката, значи да не остане во заборав, да не се заборави. Учесниците се задоволни и велат дека е убаво да се биде дел од една ваква манифестација која што не е секојдневија. 40 години одиме ние во фестивали, по едно друго по све, сме прошли секојде и така. Во душа сам ги гнали песни, на тапан чукам. Добри спомени имаме, многу убави, во душата ги носиме тие песни. Од деца сме исто. И така. Свиреме на 9 музички инструменти. Дувачките инструменти почнувајќи од народни инструменти, гајда, кавал, двојанка, војницата, речено. Свираме исто окарината, инаку и саксофон, кларинет, свирам труба и не дозволувам да стане некој инструмент музички жалосно закачен на некој зид и истовремено ги одржавам и ги поправувам. Од Сдруженијето се надеваат дека оваа манифестација ќе прерасне во една традиција и дека ќе се одржува и негува секоја наредна година со се повеќе учесници. Стои 80 е моменталната бројка на мигранти во прифатниот центар во Табановце, известуваат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи, додавајќи дека секој ден бројката се повеќе се намалува. Од регионалниот центар за управување со кризи известуваат дека од ден на ден се повеќе се намалува бројката на мигранти кои се сместени во транзитниот центар во Табановце. Во моментов таму има околу 180 бегалци, а на меѓуграничниот простор повеќе нема мигранти, сите се вратени во кампот. Од кампот велат дека станува збор за прифатлив капацитет на центарот во насока на обезбедување на храна, облека, обувки и медицинска помош. Екипите на Црвениот крст постојано се на терен, а по сериозните случаи се носат во Кумановската болница. Центарот за јавно здравје од Куманова редовно врши дезинфекција на сите објекти кои се наоѓаат во транзитниот центар. Сите бегалци се под медицински надзор поради високите температури и можните појави на заразни болести. Според најавите на надлежните од Кривопалнечкото основно училиште Илинден, од септември е планирано воведување на целодневна настава за учениците од прво до трето оделение. Оваа новина е на барање на родителите, кои преку анкета се изјасниле за воведување на ваков тип на настава. Учениците од прво до трето оделение од основното општинско училиште Илинден во предстојната учебна година ќе имаат можност за целодневна настава. Според најавите на надлежните по спроведената анкета, во која поголем дел од родителите се изјасниле за воведување на ваков тип на настава, се очекува овој модел да профункционира од септември. Учениците по класичната настава ќе остануваат во училиште, каде ќе ги работат домашните задачи со помош на одговорниот наставник, а ќе имаат и неколку оброци. Во врска со целодневната настава во однос на Крива Паланка никогаш не е имало целодневна настава. Нашето училиште, бидејќи е просторно големо, 5000 квадрата, има можност од септември да воведе целодневна настава, бидејќи навистина имаат потреба родителите и учениците после наставата да останат и да можат да презентираат, да пишуваат домашно, да тука ќе јадат, така да ние се надеваме со помош на локална самоуправа и Министерството за образование да ни се дадат одредени дозволи кои што се потребни за целодневна настава, за да можеме да почнеме успешно од 1 септември. Ова училиште ќе биде прво во општина Крива Паланка, која ќе понуди целодневна настава за учениците. Да се подобри водата за пиење во кумановските училишта во руралните средини, побара надлежните од Центарот за јавно здравје, а општината да одели средства од буџетот за таа намена. На последната седница на Советот на општина Куманово, надлежните од Центарот за јавно здравје од советниците побараа од наредната училишна година да се покрене иницијатива за подобрување на квалитетот на водата за пиење во училиштата кои се наоѓаат во руралните средини. Поготово онаму каде што училиштето се снабдува со собствен водоснабдителен објект, значи би
покренала иницијативата во наредната година да се планира дел од средства од буџетот за подобрување на квалитетот на водата во овие објекти, бидејќи се работи за една ранлива категорија на луѓе, училишна популација, каде што со минимални вложувања, односно некои корективни мерки, ќе се постигне безбедност на водата за пиење. Инаку неколку подрачни училишта во општина Куманово имаат проблем со водоснабдувањето. Според вработените учениците, таквата состојба влијае негативно врз здравјето на учениците и на наставниот кадар, така и врз образовниот процес. Статистиката вели дека повеќе од 3,6 милиони луѓе секоја година умираат од болести поврзани со водата во нееколошка средина. Во тек е пријавување за бесплатен летен одмор за деца од семејства во социјален ризик. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Крива Паланка информира дека децата од социјално ранливите категории од општините Крива Паланка и Ранковце може да поднесат барања најдоцна до 20 јуни, односно до пополнување на предвидениот број на корисници. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Крива Паланка известуваа дека до 20 месецов трае пријавувањето за услугата бесплатен летен одмор и рекреација за деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, како и за децата без родители и родителска грижа. За користење на услугата може да се пријават деца родени во период од 2001 до 2006, односно ученици кои во учебната 2015-2016 посетувале 5, 6, 7, 8 и 9 оделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години. Бесплатниот одмор ќе се реализира во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена во некој од летните туристички центри во земјава. Одобрениот термин за користење на услугата не може да се менува освен доколку постојат оправдани причини. Како и претходните години, услугата опфаќа 6 полни пансиони, ноќевања со 3 оброка дневно, едукативни, забавни и спортски активности, а децата корисници на посебен додаток имаат право на придружник за време на одморот. Лицата кои ќе ја користат услугата ќе бидат известени од страна на надлежниот центар за социјални работи. Духовден е еден од најголемите 12 христијански празници. Се нарекува уште и Педесетница и е еден од најрадосните и најсветлите празници во христијанството, во кој што се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва. Педесетницата се нарекува уште и крај на празниците, ден преку кој се довршува историјата на спасението остварено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење, како една од службите на Месијата, го назначува токму крштевањето преку Светиот Дух, односно неговото излевање врз човештвото. На овој ден започнува економијата на Светиот Дух, тоа е оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Овој празник, како и Великден, се празнува 3 дена, а во Македонија и кај останатите јужни Словени со православна вероисповед, првиот ден од Духовден е и ден на Света Тројца. На Духовден се внесувале билки во храмовите, од нив верниците плетеле венчиња, кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штетници во своите куќи. На овој ден Христовите апостоли, облечени со силата на Светиот Дух, се комплетно способени да бидат Христовото тело на земјата. На овој ден апостолите од Сдружение на граѓани, откако го примија Светиот Дух, беа трансформирани во Христова црква. На овој ден апостолите беа трансформирани од збунети и уплашени Христови ученици во вешти, лојални и храбри Христови проповедници со исклучителна јасност и длабоко разбирање на Христовата евангелска порака. На овој ден, по Петровата проповед, се крстија околу 3000 души и славно е формирана првата христијанска црква. Затоа овој ден е наречен роден денот на Христовата црква. На ден кога Православната црква го чествува празникот на Педесетница, во селото Петралица, општина Ранковце, се одржува црковно-народен собор во новоизградениот храм посветен на Пресвета Тројца.
Манастирот Света Тројца е започнат со изградба на 24 јуни 2014, а негово осветување беше направено на 31 мај 2015 година. Ова е втора година поред како се одржува и посетеноста како и лани од 7000 граѓани е надмината. Меѓу присутните бе и представници на државни институции, бројни бизнис авторитети и други еминентни личности од сите краишта на Македонија. Ктитори на храмот Света Тројца во село Петралица се семејствата Карамфиловски и Јакимовски, со потекло од Петралица, кои за неполна година со лични средства, љубов и верба и силна посветеност ја заврши изградбата на храмот, кој го посветија на Пресвета Тројца. Црковниот собор на ова место се прославувал со години и години уназад. Меѓутоа имало период во околу 20 години кога тоа прославување некако замрело и престанало. И ние со изградба на овој храм и со наша поддршка, односно поддршка на двете фамилии, пробуваме да го тој црковен собор возобновиме. Идејата за изградба на овој храм, на ова свето место, потекнува од нашите корени на двете фамилии Јакимовски и Карамфиловски, кои што потекнуваат од село Петралица и од околните куќи на околните брда, многу во непосредна близина на оваа црква. Плановите за воиднина на овој храм е да се изградат конаци во годините кои што следат и да на ова место му што даде уште толку поголема душа и да биде што посетено од повеќе народ. Црквата на овој ден радосно воскликнува и го слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Како и секоја година, така и овој спомен црквата го слави со света божествена литургија. Беше осветена водата и се сечеше славски колач, кој представува традиција кај православните христијани, во кој преку делењето на осветено лепче се споменува за овој настан, вели свештеник Дејан. Со овој ден исполнувањето на ветувањето на Господ Исус Христос, кое тој им го даде на своите апостоли, дека ќе им го испрати утешителот, Духот Свети, кој ќе ги научи на секоја вистина, кој ќе ги утеши и ќе ги упати во исполнувањето на секоја правда и во проповедањето на вистината за воскресението Христово, со кое што всушност беше победена смртта. Значи, овој ден е денот кога црквата радосно го прославува својот роден ден. Ден кога радосно воскликнуваме и го славиме јавувањето на Бога во вид на огнени јазици кои што слегоа впрочем над светите апостоли. Граѓаните се восхитени од местото и од направеното. Манастирот Света Тројца се наоѓа на висина од 730 метри надморска височина и самиот поглед представува вистинска убавина да се погледне од оваа височина. Како што раскажуваат жителите од Петралица, порано на оваа место немало ништо, но со самото изградување на храмот, многу староседелци кои се одселени во градот се враќаат тука да го видат храмот и да се помолат за здравје. Прв пат, ама многу убаво. Извидени се местото. Што е оно што највеќе ви се допаѓа? Па уредено што е зградите, овие работи, многу ми се свиѓат. Се е убаво. И друго, прв пут дека се огледаме, се не е познато више. Лане бевме на отварањето, многу убаво. Ние сме од тука од селово. Ова е многу убаво што се направи за обновување на да се повратат повратниците од селова наши. Многу убаво, прекрасно е направено. Фала му на Дени што е направил ова. За многу години празникот и така. Прв пат. Многу убаво, многу. Многу ми се свиѓа, дека е пријатно, многу убаво. Така, што највеќе ви се допаѓа? Местото? Место, време, така убаво, време ни се погоди, знаеш што е. Така, што мислите за осветување и самото пуштање на овој црковен храм? Кај ќе биде тоа? Веќе осветени пуштење, него што мислите за таквото нешто? Па многу убаво, многу убаво. Православје наше, дека природа не убава. Да. И требало би да има повеќе манастири. Така осветување. Многу убаво. Бев лани на отварањето, значи ова е, како да кажам, за народот е направено да се восхити, значи убаво со голем респект, со голема љубов спрема сите граѓани селани во општината тука и околу на сите страни е направено свет храм. И воедно ги покануваме сите да дојдат да видат само што е направено и да се восхитат само на убавината што ја гледа пред себе. По име на инвалидските пензионери Скопено доведове една група од 55-6 инвалидски пензионера.
цел да видим оваа убавина. Да ви кажем дека јас сум некогаш работел во овој крај, не сум знаел за оваква убавина и мислам дека е честно, поштено сви граѓани од овој крај да го посетат ово убаво место. Поздравувам ти домаќините, газите што се го направиле ова, иначе ги знам тие луѓе. Баш ми е драго што се јавуваат такви ентузијасти да прават овакви објекти за да може народ од стари години на некој начин да се релаксират, да се посветат, да излезат на чист воздух, да заборават секојдневни проблеми мисли по градовите. Меѓу храмот и камбанаријата се уште стои камениот крст, рано христијански споменик, поставен од дамнешни времиња, по кој оваа местност се нарекува Кутлев крст. Титорите храмот Света Тројца го изградија во слава на предците, како дарение за идните поколенија и со цел во селото Петралица, кое по територија најголемо село во Македонија, да се врати радоста, венчавките и крштевањата. Желбата на ктиторите е овој храм покрај за молитвите на Бога, да биде николец за враќање на животот во Петралица. Идеја и дело посилниот се е слоганот со кој ќе се одбележи 26-тиот роден ден на владеачката партија денеска пред музеот на ВМРО со почеток од 20 часот. Партијата е идеолошки наследник на првобитната ВМРО, внатрешната македонско револуционерна организација, создадена во 1893 година. По формирањето ВМРО ДПМН беше првата партија која официјално се изјасни за самостојна македонска држава. Регулаторната комисија за енергетика кон крајот на месецов ќе треба да ги соопшти пресметките за новата цена на електричната енергија. Неофицијално и годинава ќе има надолна корекција на цената или сметките од јули ќе бидат пониски. Регулаторната комисија за енергетика кон крајот на месецов ќе треба да ги соопшти пресметките за новата цена на електричната енергија. Неофицијално и годинава ќе има надолна корекција на цената или сметките од јули ќе бидат пониски, но за колкав процент ќе биде намалувањето никој не знае. До регулаторната комисија веќе се поднесени трошоците на компаниите, но што има во нив не се соопштува. Неофицијално дознаваме дека 2 од 3 компании врз чии извештаи се формира новата цена на електричната енергија бараат намалување и тоа кај едната да изнесува над 30%. Упатените во бизнисот велат дека намалувањето на цената е за очекување поради факт дека на берзите мегаватот во последната година е паднат за над 10%. Предвидувањата се дека и во наредната година за долгорочните договори цената ќе биде само нешто повисока од 30 евра за мегават. Во последните 6 месеци пак кај референтните берзи за нас унгарската и бугарската мегаватот се продава во просек за 25 евра за мегават. Дополнително велат драстично се намалени и трошоците на енергетските компании, биејќи зимата беше блага и без поголеми дефекти по мрежата за разлика од минатата година. Па за очекување е да поднеле извештаи со пониски давачки. За намалување придонесува и се поголемиот број на компании која струја набавуваат токму од слободниот пазар. Снабдувачите велат дека сметките као одредени потрошувачи се намалиле за дури 30%. Ердоган најавува изградба на турски носач на авиони. Во Велика Британија изедначен резултат меѓу приврзаниците и противниците за напуштање на Европската унија. Исламисти во Сирија зазедоа 2 села во провинцијата Алепо. Вести од светот. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган соопшти дека наскоро ќе почне производство на турски носач на авиони. Според него Турција ќе биде подготвена да гради носач на авиони, откако ќе биде готов повеќе наменскиот офанзивен брод амфибија ТГЦ Анадолија. Флотата на Турција е составена од повеќе од 20 фрегати и корвети, од кои 50% од нив се користени од американската и француската армија. Турската армија има и 13 подморници. Приврзаниците и противниците за останување на Велика Британија во Европската унија се изедначи по број. Пред референдумот за тоа прашање закажан за 23 јуни се вели во резултатите од анкетата. Според онлајн анкетата на Opinium за весникот Observer се вели дека по 44% анкетирани се за едната или другата опција. Анкетата била спроведена меѓу 14 и 17 јуни. Најголем дел од испитаниците биле анкетирани пред до нив да дојде веста за убиството на лабористичката пратеничка Џо Кокс. Со анкетата биле опфатени 2000 луѓе.
Исламисти преседоа контрола врз 2 села од силите на сириската влада и нивни сојузници во северната провинција Лепо. По повеќе дневни жестоки борби во кои загинаа десетици лица, соопшти активисти од сириската организација за човекови права. Тие тврдат дека во 4-дневната офанзива на различни милитантни групи се убиени 86 војници и припадници на владини сили, меѓу кои 25 членови на либанската Хезболах. Исламистите сега ги контролираат селата Зеитан и Калса, јужно од Алепо. Во Куманово се одржа првиот меѓународен стрит воркаут надпревар во организација на Бар Гладиатори, на кој што присуствува и учесници надвор од Македонија. Како што ветија, Бар Гладиаторите од Куманово приредија вистински спортски стрит воркаут спектакл. Квалитетни надпреварувачи, бројни љубители на уличниот спорт и многу љубопитни гледачи присуствуваа на првиот меѓународен стрит воркаут надпревар одржан во Македонија. Сила, издржливост, адреналин се привлечните страни на уличниот тренинг, екстремен спорт кој што зема замав ширум светот, а со движењето се во тек, и овие млади жилови момчиња и девојчиња се потрудија и успеа да го направат овој настан уште поголем и повозбудлив. Надпреварувачите почнаа да доаѓаат уште во 7,5 часот наутро па до 11,5. Скоро се собраа сите надпреварувачи. Значи јас сум презадоволен од самиот надпревар. Има премногу публика, не знам, пресреќен сум. Не можам ни да го опишам како се чувствувам. Има надпреварувачи од Нови Сад, од Београд, од Рума, од Софија, значи претежно Србија и Бугарија. Има 50 или 60 учесници. Тоа постојат 7 категории: фристайл, руски згибови, пропадања, склекови и за женска категорија имам исто така спремено склекови и чучњеви. Задоволни од арената за надпревар во Куманово беа и домакините и гостите од соседството. Меѓу нив едно 16-годишно девојче од Бугарија кое што освои 3-то место надпреварувајќи се против момчиња. И дојдох да се сестезавам в Македонија Дојдов во Македонија да се надпреварувам со момчињата, ќе бидам дел и од дисциплините во женска конкуренција, а тренирам 2 сезони. Прв пат сум во Македонија, задоволна сум што освоив 3-то место надпреварувајќи се со момчиња. Презадоволен сум, судија супер. Презадоволен сум, се е супер. 3 сезони се занимавам со овој спорт и сум бил на неколку квалитетни надпреварувања. Во личниот тренинг се е одлично и различно од обичните вежби кои се прават во теретана. Во Куманово би дошло повторно. Па бидејќи прво учествувам во вакво такмичење во руски згибови, задоволен сум со 3-то место. Да. Колку време се бавиш со ова? Па скоро 2,5 години. Па го одбрав бидејќи ми беше многу интересно и така се започна. Немаше нешто многу конкуренција, али беше доста тешко. Добро би било да се повеќе и повеќе да се запознаваат со овој спорт младите, пошто не е као теретана многу друг спорт. Прв пат се пријавувам на ваков надпревар. До сега не си настапувал? Не. И како е за прв пат? Супер, одлично. Публиката уживаше во спектаклот и вештините и умешноста со кои што приврзаниците на екстремното спортско движење се пофалија настрана од надпреварувачкиот дел. Ово е прв пат гледам у наш град овакво нешто и мислам дека е доста ќе влијае на млади деца кои ќе почнат да израснуваат на овакви места како што су овакви паркови за вежбање. Презадоволен. За прва организација на Куманово само треба повеќе се расшири, масовноста да биде поатрактивна за младите. Како за прв пат, веројатно е добро да, ама не доволно. Не доволно, значи треба се вклучи повеќе градот во ова. Па да ви кажам искрено дека ова треба почесто да се дешава. Веројатно е први пат, мислам дека е први пат во Куманово и се гледа дека има спремни дечки. Навистина интересно надпреварување, има што да се види и да се покаже. Можам да кажам дека и нашиот спорт не е нималку нежен, ама меѓутоа и ова е доста комплицирано, тешко, треба доста издржливост, цврстина. Па би пробала, да, секако.
Бар Гладиатори е кумановската стрит воркаут екипа која што повеќе од 2 години е дел од оваа екстремна сцена во спортот. Има десетина приврзаници, а препорачуваат, доколку се одлучите за уличното вежбање. Треба да бидете подготвени на тоа дека ништо не доаѓа преку ноќ, за видливи резултати е потребно долго време, додека за врвни уште подолго. Макотрпна работа на себе, посветеност и откажување од некои задоволства. Пионерската женска ракометна екипа на Куманово на квалитетниот турнир во Бар Црнагора ги продолжи надпреварите. Вчера избраничките на Димитар Антевски имаа половичен успех во надпреварите со Феникс од Белград и Бек од Подгорица. Турнирот во Бар завршува доцна вечерва со финалниот надпревар. Пионерките на женската ракометна екипа на Куманово продолжија со надпреварите од групната фаза на силниот меѓународен турнир во Бар Црна Гора. Представничките од Куманово вчера одиграа 2 меча и има половичен учинок. Најпрви во првиот направо се сретнаа со екипата на Феникс од Белград, каде беа поразени со 19-12, додека во вториот меч прикажаа одлична игра со која ја кронисија со победа од 18-12 над екипата на Бек од Подгорица. Можеби учинокот ќе беше уште подобар, бидејќи на двата меча избраничките на Димитар Антевски настапија без две стандардни ракометарки, Јована Кипријановска и Јована Живковска, кои се повредија на турнирот. Денеска Куманово првото полуфинале ќе се сретне со шведската екипа Саракометернас, а доколку победи, во вечерните часови ќе има шанса да се бори за првото место на ово исклучително силен турнир. Поопштино за денешниот настап на Куманово ќе ви информираме во утрешните информативни изданија на К3 телевизија. Одбојкарската репрезентација на Македонија синоќа ја оствари 6-та победа во рамките на групата од Европската лига и како прво пласирана обезбеди пласма на завршниот турнир што на 1 и 2 јули ќе се игра во Варна. Нашите одбојкари во последното коло ја победија Бугарија со 3-1 во сетови во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Првиот сет им припадна на ривалите, а во следните 3 подобри беа нашите одбојкари. Откако Македонија победе со 2-1 во сетови беше јасно дека е обезбедено првото место во групата, па во четвртиот сет селекторот Жарко Ристовски им даде шанса на играчите од клубата, кои исто така успеа да го добијат сетот. Македонските одбојкари ќе бидат слободни до вторник, кој ќе ги продолжат подготовките за завршниот турнир. Во вториот надпревар одигран вчера, Данска ја победи Албанија со 3-0. Македонија е прва во групата со скор од 6 победи и без пораз пред Бугарија, Данска и четврто пласираната Албанија. На Европското првенство во фудбал во вчерашната програма одлична игра на Белгија која ја оправда улогата фаворит против Република Ирска. Екипата на ПСЖ го посакува во своите редови фудбалерот на Борусија од Дортмунд Џулијан Вајгал. На Европското првенство во Франција конечно вистинско издание на селекцијата на Белгија, која лесно ја совода Република Ирска со 3:0. Отпорот на ирците беше скршен во второто полувреме, кога белгијанците ги постигнаа 3 гола. Најпрви Лукаку го доведе своето тим во водство на 2:0 с големи вицел, а конечниот резултат го постави повторно Лукаку. Во вториот напревар исландјаните ја има победата во џеб, но не успеа да ја сочуваат. Тие поведа во финишот на првото полувреме преку Сигурдсон, а во второто полувреме унгарците во 88-та минута успеа да ја освојат значаен бод кој им дава шанси за пласма од следната рунда со автоголот на Севардсон. Во последниот напревар од вечерта португалците одново разочара. Во мечот со Австрија има судбината во своји раце, има повеќе од играта, но и тоа не беше доволно за победа. Најголемата шанса ја пропушти Роналдо, кога во второто полувреме не успее да погоди пенал, со што пропадна и оваа шанса. Во последното коло португалците ќе мора да атакуваат на победа против Унгарија, доколку сака да одат понатаму. Францускиот шампион Пари Сен-Жермен во пресет на природниот рок активно работи на засилување на екипата, а деновиве се наоѓа во Дортмунд, каде има желба да ангажира еден фудбалер на оваа екипа. Не се работи за Обамејанг, ниту за Ројс, кои се најбраните фудбалери на милионерите, туку за Џулијан Вајгал, младиот играч за врска, кој се најде и во селекцијата на Германија на ова европско првенство. Раководството на светците сака навреме да најде замена за Марко Верати, кој би можел да го напушти Парис, со оглед дека за него постои интерес и од Реал Мадрид и од Барселона, но и од неколку премиер лигашки клубови. За сега нема информација колкава е понудата што ќе ја подготви ПСЖ за Вајгал, но најавите се дека преговорите ќе се интензивираат веднаш по завршувањето на европското првенство.
Аргентина и Чиле синоќа се пласира во полуфиналето на Копа Америка, откако доминантен начин ги елиминираа своите ривали Венецуела, односно Мексико. Гаучосите ја совладаа Венецуела со 4-1, а Лео Меси се израмни по бројот на голови со Габриел Омар Батистута на врвот на вечната листа на својата земја со вкупно 54 голови. Во првото полувреме Игуаин на 2 пати беше стреец, еднаш после маестрална асистенција на Меси, а голманот на Гаучосите во 42-та минута одбрани пенал. Во вториот дел Меси големи на 3-0, веднаш потоа Рондон постигна почесен гол за Венецуела, а конечниот резултат го постави Ерик Ламела. Чиле на спектакуларен начин го победи Мексико со 7-0 и најави кандидатура за највисок пласман. Изворена партија прикажа Варгас, кој постигна 4 гола и беше најдобар поединец, додека 2 гола постигна Пуш, а 1 гол Санчес. Какво ќе биде времето во македонскиот североисток наредните денови, да погледнеме од временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.